Здраво, ова е 229-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Great Freedom на Себастијан Мајзе, во кој станува збор за Ханс, глумен од Франц Роговски, кој што во повоена Германија е затворен поради параграф 175, односно член во закон кој што служи за криминализирање на хомосексуалност. Иако филмот започнува во 1968 година, кога Ханс се соочува со затвореникот со кој ја дели ќелијата, Виктор, глумен од Георг Фридрих, во филмот се спроведува еден хронолошки ретрограден флешбек, при што гледачот е вратен во 1945 година, кога ги гледаме причинителите на апсењето на Ханс, а низ децениите поминати за решетки ќе забележиме дека постои привлечност помеѓу Ханс и Виктор, без разлика на потиснатата хомофобија на Виктор. Тие споделуваат нежности и се приврзуваат еден со друг, станувајќи љубовен пар, кој нема да може да го смисли животот еден без друг. Секогаш кога приоѓам на модерен филм од ЛГБТQ провениенција, сум соочен со една дистинктивна особеност, автентично одличие кое што мора да го издвои од планината на заситена хиперпродукција на филмови од овој калибар, посебно поради редундантната затруеност од coming of age филмови со начела за будење на истополова сексуалност, кои строго се подпираат на проверената матрица, наместо да се издвојат со некоја впечатлива особина. Новиот филм на Себастијан го нема тој проблем, затоа што самата локација и предусловите за раѓање на љубовта се доволно невообичаени, кој иако е цврстен во тропите на затворскиот филм, се држи до нормативите и каноните на романсата, што само по себе е доволна назнака за да остане запаметен со својата посебност. Која ќе се доведе на тоа смелоста на Роговски во неговиот бестрашен пристап при селектирањето на улогите и нивната посветена изведба, нема да остане гледачот равнодушен на погледнатиот материјал. Тој има начин како да ја долови ранливата страна на Ханс, да се носи со воените тегоби, општествениот прогон поради сексуалната определба, но и да ја истакне неговата потреба за споделување на блискост и интима со затвореникот со кој ја дели ќелијата и животот. Лузните од минатото ќе постојат, дел се нанесени од околината, но дел се емоционални и не се исцртуваат на кожата. Ханс е богат лик кој попречен е на секое равниште да се реализира себе си, од општественото уредување, од законот и на крајот од конфликтните љубовни ескапади. Ханс Тивко се бунтува на опресијата од околината, нема да дозволи да го помине животот во тајност, криејќи ги своите пориви, па затоа и проминентни се рецидивите на прекршоците поради кои завршува во затвор, како што можеме да воочиме од воведните снимки на Super 8. Тоа значи дека не е во прашање индигнација, туку само свесност за неправдата против која на свој начин и пркоси. Со оглед на тоа што Виктор е цртач, кој што има машинка за тетовирање, Ханс иницијално ја употребува за да го прикрие бројот од логорот тиснат на раката, што значи дека на визуелен план се присутни последиците од Холокаустот, нацистичкото зло испишано на кожата на преживеаните. Сепак, неправдата е конститутивен елемент од делото, со која мора да се носат и Ханс и Виктор, иако за соодветна сума може да се организираат медена ноќ во дворот. Убиецот Виктор е лик кој несомнено дека се бори со собствените внатрешни демони, за да си признае на себе си дека е привлечен кон истиот пол, но го манифестира низ робусна и агресивна хомофобија, што е негов нездрав пасивно-агресивен начин на справување со неосознаената вистина. Како старее, така омекнува неговата крута поставеност кон љубовната романса, иако индикативен е поларитетот на почетокот помеѓу нив. Секако дека предизвик е справувањето со оптимален приказ на истополов сексуален чин во артистички филм, со оглед на разните цензури широм светот, но телесната и емоционална интимност е важна за доловување на убедлив развој на љубовна врска, па затоа Себастијан си игра со процесот на вадење на површина на сензуалноста на врската, со истакнување на погледите исполнети со сласт, за допирот да биде само на дополнување на онтолошките емоционални ерупции, до кои не смее да дојде под будното око на чуварите и љубов никнува во небрано, цвет насреде бетонска ќелија. Кога параграф 175 нема да биде повеќе во функција, тоа ќе значи дека настанува културолошка промена и тоа што било забрането и табу,
со сексуалната либерализација во надворешниот свет, до кој немаме голем пристап како гледачи, затоа што цело време се затворени во замданите, заедно со протагонистите, надворешноста доаѓа во облик на прикажување на слетувањето на месечината или Plan 9 from Outer Space. Парадигматичната промена на општеството ја поништува затворската казна на Ханс, но на еден перфиден и катарзичен начин е решен епилогот, кај што колку што му е на гледачот јасно, толку и Ханс е свесен дека нема живот надвор од решетките без Виктор и прави една голема жртва за љубовта, сметајќи дека не му е потребна слободата ако не е со својот сакан. Имено, послободен се чувствува со него зад решетки, отколку без него надвор. Тој е содржател на неговата среќа, за кој би го жртвувал и собствениот живот и не сака да биде оттргнат од него. Да, е патетична жртва, која бара од гледачот верба во ликовите како што тие веруваат во љубовта, но дури и овој условно кажано среќен крај содржи обемна доза на горчина од незавидната позиционираност на ликовите. Ако повеќе сте заинтересирани за неправдите нанесени на припадниците од геј заедницата во нацистичка Германија, тогаш погледнете го документарниот филм Параграф 175 од 2000 година, во кој Руперт Еверет е создаден од страна на режисерите на Loveless и State of Pride. Снимателката Кристал Фурние на White Lilies и Tomboy на Селин Сијама, како и на Такви со е правилата, Мис Маркс и Wildfire, има една тешка задача пред себе, која мора да биде волшебничка и од мртвилото на клаустрофобичните затворски ќелии да естетизира еден филмски свет со помош на филмскиот јазик и играта со сенките на затворениците пространи низ просториите, со тоа што ќе биде прикажана како извориште на нечија среќа, љубов и слобода, што е голем предизвик кој успеа да го реализира со бравура. Монтажерката Јоана Скринзи, која го монтираше Outing на Себастијан, имаше задача да жонглира со хронотопот на настаните, но при тоа мораше да ја избегне опасноста да го загуби вниманието на гледачот, а при тоа да долови продукт на време на два меѓусобно врзани животи. Таа се обидува да постигне еден медитативен тон во филм кој, иако има емоционални флуктуации, елегичноста и меланхоличноста си добива и свое спорадично темпо во кое може да дише љубовната врска за решетки. Музиката на Питер Броцман и пред се на джездувачот Нилс Петер Молвер е прекрасна аудитивна придобивка на филмот, затоа што сите премолчени емоционални репресии и иманентни превирања ги манифестира со меланхоличниот звук на дувачкиот инструмент кој ги облева ликовите. Без неа сметам дека би се загубила една круцијална емоционална компонента за доловување на есенцијалната карактеризација на ликовите и воспоставување на спрега со неискажливоста на скротениот и воздржан нарав и импулси. Австријскиот режисер Себастијан Мајзе ја започна својата филмска кариера во раните 2000-ти со косценаристот Томас Рајдер, со кој до ден денес соработува по неколку кратки играни остварувања за дисфункционални љубовни врски и фрагментирани семејства. Во 2011 година го снима Still Life за братот и сестрата кои по пристигнувањето на шокантното писмо мора да се соочат со нерезолвираните препреки од проблематичното минато на фамилијата. Во 2012 година го снима документарниот филм Outing за студентот кој е педофил и одлучува да се појави пред камера без пикселизација, говорејќи за неговите нескротливи сексуални пориви кон малолетници, така што Себастијан секогаш барал некоја екстравагантна нишка која би можела да го привлече гледачот за да го инвестира своето внимание во неразрешените љубовни корелации или пак да ни прикаже зошто се напукнати некои семејства. Кога еден филм сака премногу да каже, знае некојаш да се загуби некоја од потенцираните поенти во ветар и магла, па затоа впрегнување на повеќе тематски одредници одеднаш бара вешто менаџирање со истите, што не секогаш е наидеално доловено. Оставено е преголемо пространство на гледачот да ги пополни временските елипси во номенклатурата на филмот со негови хипотези за инфилтрирање на љубовната врска во затворот, што е преголем простор во кој е оставен гледачот да талка. Филмот имаше својата премиера во категоријата Uncertain Regard на Канскиот фестивал, кај што ја доби наградата од жирито, а потоа играше во Ерусалим, Атина, Цирих, Бусан, BFI, Гент, Чикаго, Виена, Сиднеј, Палм Спрингс, EFI, Загреб, Гетеборг, закитувајќи се со награди на Сараево, Севилја, Торино, Талин, Блек Најтс, Монтклер, како и 2 европски Оскари за кинематографија и музика, односно имаше богат фестивалски живот пред да заврши на стриминг платформата Mubi. Филмот беше представен на Австрија за интернационален Оскар и дури успеа да дојде до кратката листа, меѓутоа не се квалификуваше помеѓу 5 филмови, меѓу кои веќе имаше 2 европски филма.
Геј затворска мелодрама во која се раѓа љубов меѓу решетки, додека се отслужуваат затворските казни, кај што двајца затвореници ќе согледаат дека се создадени еден за друг и поминуваат живот зад решетки само за да бидат еден покрај друг, со сите турбулентни чинители кои ги содржи една врска, кои се откажуваат од нивната слобода надвор од затворот затоа што зад решетки ја имаат слободата која им е потребна за да бидат среќни и задоволни, осудени поради нивните страсти и пориви. Ако морам да го евалуирам, тогаш Great Freedom од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 229-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!